Откако Таравари изјави дека прво требало да се решат етничките прашања, па потоа да се зборува за економијата, сега меѓути има нова стратегија. Прво да се вдомат партиските кадри, а потоа ќе зборуваме за вработување на квалитетните и способните. Мицкоски во целата ова ситуација молчи, како и секогаш кога е во криза. Почитувани граѓани, ова е најголемата отворена најава за партизација на институциите во историјата. Станува збор за класичен партиски клиентелизам, вработување на партиски кадри, луѓе блиски до владеачките партии, без јасни критериуми и без гаранција за квалитет во јавните институции. Ова, почитуване, истата практика што ја гледавме за време на режимот на Груевски, полнење на администрацијата со партиски послушници, додека компетентните луѓе остануваат без работа. СДСМ прашува: според кои критериуми ќе се избираат овие 3000 вработени? Дали ќе има јавни конкурси или веќе постои список на подобни кандидати? Дали овој список е веќе на масата на Христијан Мицкоски? Дали ВМРО-ДПМН молчи затоа што веќе е договорено дел од овие вработувања да бидат нивни кадри? ВМРО-ДПМН, која додека беше во опозиција, жестоко зборуваше против партиските вработувања, сега молчи.